Здраво, близнаци, добро дојдовте и ајде да видиме каков ќе биде февруари за вас. Ова се генерални тарот предвидувања за близнаците и месец февруари и споменувам генерални, што значи не се лични и не може сите да ги доживеете исто нешта во ист временски период. Некои работи можеби некои од вас ќе ги доживеете и подоцна од февруари. Тоа никогаш со сигурност не може да го знаеме, но она што знаеме е дека за овие пораки да имаат смисла, за да вам ви значат нешто, вие треба да си ги препознаете и вие треба да знаете на која страна сте од она што го зборувам овде, во кое поле се однесуваат нештава што ќе бидат кажани, вие сте тие што треба да си ги препознаете. Пред да започнеме, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, нека се шират пораките побрзо да стигнат таму каде што им е местото. И претплатете се, станете дел од сето ова, тоа нам навистина многу ни значи. Ајде сега да преминеме на главното, да видиме што ќе се случува во февруари кај вас близнаците. Кај некои од вас близнаците во главата, во умот, во вашите мисли се случува хаос. Можеби хаос, можеби не е таков неред колку што е многу брзо, вас мислите не ве оставаат намир. Вас некоја ситуација не ве остава намира. Цело време постојано во умот ви се врти сето ова и не ви дава мир. А што е сето ова? Сето ова е нешто кое некогаш е завршено. Можеби некоја ситуација некогаш се случувало нешто во вашиот живот и тогаш вие не сте реагирале, не сте действувале. Зошто така? Може сте одлучиле, може сте биле спречени, меѓутоа тоаш не сте действувале. Сега сакате вие да ги разбудите духовите од минатото и сакате сега да си го кажете своето, да кажете што вие имате. Вие настапувате со некое чувство на неправда, на гнев. Сакате да, можеби сега и погруб збор ќе искористам, можеби сакате да се одмаздите за нешто. Меѓутоа ова е чувство на индигнација и ова е чувство што не ви дава мир. Можеби вие го правите ова, можеби само едноставно таква е со ситуацијата во февруари, нешто ќе се случува, некакви духови од минатото ќе бидат разбудени, можеби ормарите ќе бидат отворени и од тука ќе треба да излезат скелетите кои ги чувате. Сето ова се апстрактни поими, обидете се да ги препознаете пораките што лежат во ова. Значи, вие сега ќе изненадите дури луѓе со тоа зошто и од каде сега вам ви е потребно да ги решавате овие нешта кои многу одамна или беа решени или требало да се решат. Кажав, ова е чувство што не ве остава намир и мислите дека мора сега да биде кажано и да биде решено и во умот вие имате и представа како ќе го правите сето ова. Вие во умот се замислувате дека сте подготвени, ментално спремни, знаете и кои зборови ќе ги кажете, знаете што треба да кажете. Во вашиот ум тоа изгледа совршено, мислите дека сега ова што ќе го кажете, направите, принесете, е правото, вистинското и со ова ќе поентирате. Меѓутоа, она што вие ќе го направите пак со овој начин, ако постапите, тоа ќе биде многу полошо од она претходна. Значи, вие сега може само да направите поголема штета, затоа што ова е еден оштар јазик, ова се едни многу латни зборови, ова се зборови кои повредуваат и апсолутно непотребни. Непотребни нити за вас, нити за ситуацијата. И што е тоа што треба вие да го направите? Вие што треба да направите сега е да настапите од една сосема поинакво место, од една сосема поинаква состојба. Вие сега треба да настапите со стратегија, очигледно, затоа што овде не е потребна некоја љубов, да речеме, подобро е да не настапите така агресивно, така ладнокрвно, толку оштро,
треба да настапите со љубов. Меѓутоа, овде не се ни бара толку многу љубов од вас, овде се бара од вас стратегија. Вие треба да настапите смислено. Ова е кралица која не настапува, која никогаш не избрзува со своите реакции. Ова е мудрост, креативност, способност, знаење и сила. Токму тоа се бара од вас. Значи, во никој случај да не реагирате незрело, детинесто и избувливо, нити пак избрзано. Значи, разгледајте ситуацијата, ве оптеретува во умот, така е, се случува, меѓутоа, размислете што е најдобро да се направи сега, што е најдобро да се направи подоцна, затоа што ова исто така е кралица која действува во етапи, не го завршува нештото сега и одма и крај. Нена е таа многу добро знае да ги осмисли нештата, да ги креира на таков начин што дури може би многу подоцна и по неколку години ќе ги видите вие, ќе ги види тој што треба да ги види резултатите од тоа што таа го има направено. Значи, нема да зборуваме за полови, ова е само кралица, меѓутоа може да биде секој од вас. И тоа е тоа што се бара всушност од вас, да настапите со мудрост, смислете ги чекорите, не избрзувајте и одете плански постепено. Одговорите се во вас, во вашето знаење, мудрост, креативност и сила, таму ќе ги најдете и само така ќе застанете на врвот од ова. Ако сакате вие да го покажете вашиот долг и оштар јазик, ќе сгрешите, ќе погрешите. Но, затоа што другите, во оваа ситуација, тие што се од другата страна, тие многу помудро знаат да настапат овде. Затоа вие видите тие кои ќе ги надмудрите, а не да испаднете незрели и да испаднете на крај уште во полоша состојба од она од која никогаш сте биле. Јас верувам дека накрај, не само што верувам, туку и тоа го гледам и ве го има магионичарот. Магионичарот исто така близнаците се представени со оваа карта. Меѓутоа магионичарот е некој кој знае да направи магија, меѓутоа знае и има се што е потребно да го направи она што треба да го направи. Значи сите ресурси ги има, се што му е потребно има, го има знаењето дали е добро да постапи на овој или на оној начин. И вие близнаци, секогаш на крајот од нештата сте магионичари и многу добро знаете да го одберете начинот. Дали ќе го одберете начинот кој ќе донесе светлина или ќе го одберете начинот кој ќе донесе уште потешки емоции и чувства. За некого може би ќе биде ова, меѓутоа јас знам вие како близнаци секогаш успевате на крајот. Да, не сакам да речам дека не ви е тешко понекогаш, дека не е едноставно, меѓутоа вие тоа го можете и го знаете. Вашиот речник, вашата мудрост, вашата ситуација да препознаете момент, овој пат ќе одигра голема улога и вие кажав, ќе успеете да ја направите магијата, ќе успеете да го постигнете она кое го сакате да го постигнете. Ќе успеете овие мисли конечно да ги изфрлите, меѓутоа како победник на крајот, како магионичар. Сега тоа за некои од вас близнаците, а некои од вас близнаците пак овој месец февруари, вие полагате некаква надеж на нешто, вие имате голема верба во нешто, во некој човек или ситуација. Вие верувате премногу на способноста на некого, може би и на себе си, не мора да значи, меѓутоа многу верувате, знаете колку некој може да се потруди и да ги заврши работите како што треба и на крајот од ова сега сте само во февруари во ситуација на верување, на очекување, на надеж, чекате нешто да се заврши, да се финализира
и тоа за вас ќе биде еден голем поклон, големо олеснување. Да, некаква етапа завршува, меѓутоа со ова е вашиот поклон, тоа вие го сакате. За други пак сосема е спротивна пораката. Има вие ќе бидете можеби одликувани, да, до толку може да биде голем, одликувани со нешто, со некакви ордени, можеби ќе бидете подигнати во ранг, во некаква смисла, дали сега може да стане збор за работата, може за домот, семејството, апсолутно за се може да стане збор, затоа тоа вие го знаете, меѓутоа вие овде ќе бидете подигнати во ранг благодарение на вашата макотрпна работа. Ова беше многу напорно, многу тешко, меѓутоа не се откажавте и сега конечно во февруари ќе ги уживате благодетите и наградата, ќе уживате во наградата од оваа ваша тешка макотрпна работа. Тоа е за некои близнаци, а некои близнаци пак, има овде некои близнаци кои можеби сте самохран родител, можеби пак сега станувате самохран, можеби се должи тоа на развод, разделба, можеби се должи едноставно сте самохран родител и вие сте во... Меѓутоа, јас мислам дека овде вака за машкиот пол е оваа порака. Вие, како самохран родител, како татко, вие многу се грижите за тоа како ќе се одвиваат нештата од сега натак, за вашето детенце. Ве очекуваат некакви промени во животот, мора да направите нешто, можеби мора да се одселите, можеби мора да патувате, можеби треба само вие да заминете, а детето да го ставите некаде или пак заедно со детето сами да заминете некаде и сето ова многу ве плаши. Овие промени вам премногу ве плашат. Се грижите дали ќе можете да го остварите се тоа, дали вашето дете ќе успее да се снајде таму каде што ќе одите, дали ќе се грижите, дали ако треба да остане само на некое време, дали како ќе го поминете тој период. Многу се грижите околу тие нешта. Но не треба да се грижите, ова е таа промена која ќе ве носи во друг правец, да, меѓутоа тоа е тој правецот по кој треба да се движи вашиот животот на вашите деца. И ова се непотребни грижи, вас ве чека некаква среќа ве чека, тоа сакам да ви кажам, ова е среќа слична на она среќа што се кога се добива на лото, кога се добива на некои игри на среќа. Таква е некоја среќа овде што ве чека вас и вашето дете, затоа не грижете се, препуштете се на промените кои доаѓаат и сте ќе биде добро. За некои од вас пак ова е порака, вие кои можеби сте дете сте плод на една голема љубов. Дете на родители кои целиот живот го посветиле на вас, се што правеле за вас, за вашето добро. Можеби некои од родителите повеќе не се на овој свет, можеби само едниот е. Можеби пак тоа не е случај, се тука и покрај вас. Но во вашиот живот ќе се случуваат некакви промени. Некакво патување, некакво заминување, некакви промени. Дали физички некакви промени треба да се случат, да го напуштите домот, родното катче, родното гнездо вие треба да го напуштите. И тоа е тоа што ги плаши можеби родителите ако се во вашиот живот, ако се тука на овој свет. А ако не се пак, ако се некаде ако не се веќе во овој свет, тогаш да знаете дека се тука и ви помагаат во сите овие нешта, во сите овие промени кои ќе настапат. Тие се вашите ангели чувари и ќе ви помогнат во патот и верувајте дека вие сте на вистина заштитени. Што и да доаѓа кон вашиот живот, вие сте заштитени. Дали физички ако се присутни тука од нив, дали под некоја друга сила,
вие сте на вистина заштитени. И за вас е истото оваа порака, ќе следи некакви промени, ќе следат да, меѓутоа ќе дојде некаква среќа со тоа во вашиот живот. Тоа се убави нешта, близнаци. И тоа е тоа за сега. Јас се надевам ќе најдете нешто што ќе ви значи и што ќе ви биде од корист и до следното. Чао, чао.